Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на пресконференцијата на претседателот на владата Зоран Заев и заменикот помошник, државен секретар за европски прашања на Соединетите Американски држави Метју Палмер. На почетокот ќе ви се обрати премиерот Заев. Премиера, повелете. Благодарам. Почитуван заменик, помошник, државен секретар за европски прашања на Соединетите Американски држави Метју Палмер, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Средбата со заменик помошникот, државен секретар за европски прашања на Соединетите Американски држави Метју Палмер дојде во еден исклучително важен момент за Република Македонија. Само неколку дена по големиот исчекор кон иднината која што беше направен во петокот во Собранието на Република Македонија. За време на разговорот со господинот Палмер се согласивме дека одлуката на 80 пратеници во парламентот има историско значење. Таа одлука на пратениците и од позицијата, и од опозицијата, да се отвори постапката за уставните измени со цел да се реализира договорот од Преспа, уште еднаш ја потврди евроатлантската определба за иднината на нашата земја. Пратениците и демократските сили во земјата храбро презедоа одговорност, испишаа историја и ја оттргнаа Република Македонија од заканата повторно да се врати во темното минато. Го спречија ризикот на нова изолација, која овој пат ќе добиеше катастрофални димензии за земјата. Наместо тоа, храбрите и одговорни народни избраници со својот глас на задоволство на сите граѓани во државата ја докажаа подготвеноста да ја остварат својата визија, а тоа е Македонија да стане членка на НАТО и да ги започне преговорите за членство со Европската Унија. Вредностите на тие сојузи се и наши вредности и за нив секако нема алтернатива. Почитувани, гласот на пратениците во исто време е и глас против нови политички кризи. Светот го виде и го препозна тоа. Сите наши сојузници ја поздравија покажаната државничка одговорност на пратениците, вклучително од нашите сојузници и Соединетите Американски држави. Одлуката на пратениците е и поттик да ја отвориме следната страница на убавата историја на нашата земја. Да почнеме да ги испишуваме идните настани со политичко помирување, простување и обединување. Тоа ни е потребно како никогаш досега. Имам голема верба дека можеме да му покажеме на светот дека граѓаните на Република Македонија влегуваат во период кога се обединети околу своите стратешки интереси. Сега е момент да си покажеме и себе си дека сме одговорно општество кое знае кога да го остави минатото на делби позади нас. Помирувањето и обединувањето тргнаа од собранието, да им дадеме шанса да стигнат до сите ткива заразени со делби, за доброто на нашата земја. Благодарам. Ви благодарам. Чест ми е и привилегија што сум денес тука во вака историски важен период за Македонија. Во петокот ги посведочивме 80 гласа за Преспанската спогодба, со што се отвара патот за европската иднина за Македонија, македонскиот народ. Премиерот и јас разговаравме за низа прашања во врска со Преспанската спогодба, процесот на нејзиното спроведување, процесот на приклучување на Македонија кон ЕУ, како и прашањето за јакнење на нашите веќе одлични односи. Пред македонскиот народ и македонските политички лидери сакам да нагласам дека како што се движите напред кон зачленување во НАТО и отварање преговори за зачленување во Европската Унија и на крајот за членувањето во Европската Унија, македонскиот народ, македонските лидери може да сметаат на помошта од Соединените Американски држави. Благодарам, колеги, од име со прашање и одговори. Фуркан Салију, телевизија 21. Вие не се сретнавте со господинот Мицковски и председателот Иванов. Со тоа им пративте порака? Не.
при секоја посета имате определено време и треба да направите избор како најдобро да го искористите времето. Јас сум разговарал детално со господинот Мицковски. Тој испрати писмо кое што јас внимателно го прочитав, каде ги изнесува ставовите на ВМРО ДПМН. Се сретнав и со многу членови на македонскиот парламент, вклучително и членови од парламентот од ВМРО ДПМН. Значи, тоа не е мојата порака до нив. Да, но во писмото кое што господинот Мицковски ви го прати, тој кажува се што кажува е спротивно од она што барате да го направат. Тие извршија притисок врз членовите на парламентот, ги наслика, ги окарактеризира како предавници. Значи, направија се што направија беше спротивно на она што го баравте од нив. Соединените американски држави цврсто ја поддржуваат Преспанската спогодба и сметаме дека таа е од суштинска важност за евроатлантската иднина на Македонија. Сметаме дека јавноста ја поддржува оваа спогодба. Задоволни сме со исходот на процесот на гласање во петокот. Тоа е глас за иднината и ќе соработуваме тесно со владата и со сите пратеници кои што гласаа за спогодбата, за да се спроведе целосно спогодбата, потоа Грција да се ги исполни своите должности и одговорности за ратификација на спогодбата, за да може да направите напредок за членување во евроатлантските институции.